Беше тоа на 4. јуни 781 година пред новата ера, кога за првпат како историски запис во Кина е забележано затемнување на сонцето. На 4. јуни 1987 година во Скопје на градскиот стадион се игра дербито во тогашната Југословенска лига меѓу екипите на Вардар и Црвена ѕвезда. На западната трибина, за првпат од постоењето на фудбалскиот клуб Вардар се забележува првиот транспарент со испишан надпис Комити. Од тој ден па се до денес комитите го следат Вардар каде и да оди и против кого и да игра. На 4. јуни 1997 година Филолошкиот факултет во Скопје е именуван како Блаже Конески. На 4. јуни 2019 година од аеродромот низ Скопските улици па се до плоштадот Македонија се одржува масовен пречек на европскиот шампион Вардар. На 4. јуни 1937 година во селото Долно Котори, Леринско, Егејска Македонија е роден Пандо Колевски. Заврши филозофски факултет на Карловиот универзитет во Прага, член е на Друштвото на писателите на Македонија од 1987. Автор е на книгите Доаѓањето на јужниот ветар, Изгубена рамнотежа, Море згрчено во дожд, Окови на корењата, поемата Александар Македонски, Добар ден Македонијо, издадена на чешки јазик, а добитник е на наградите Златно перо и Селеничка грамота. На 4. јуни 1952 година е роден Ванчо Јовановски, ракометен голман, член на ракометниот клуб Вардар од Скопје, со повеќе од 100 настапи за државната репрезентација. Бил прогласен за најдобар голман на Југославија. На 4. јуни 1903 година, еден месец по убиството на македонскиот великан Гоце Делчев, во Охридско е убиен струшкиот војвода Наум Чакаров Лондра. Подмолното мистериозно убиство се случило во близина на манастирот Свети Стефан во местноста Гумниште. Чакаров, кој бил нарачен Лондра, е македонски учител, војвода и член на Охридското револуционерно началство. Војводата Чакаров на Смилевскиот конгрес во 1903 година, еден месец пред да биде убиен, е избран за Охридски реонски началник. На 4. јуни 1934 година умира Васил Апостолов Икономов, истакнат македонски фолклорист, вреден препишувач, калиограф во духот на манастирската традиција на Македонија, автор на црковно нотно пеење, преведувач, издавач, културно-национален деец, активен поддржувач и координатор на црковното, антипатријаршиско и антигрчко движење во Дебарскиот крај, полиглот кој зборувал турски, грчки, албански, српски, бугарски, руски, романски и најверојатно и француски јазик. Икономов бил соработник на списанието Лоза и на весникот Македонија. Песните кои ги собирал се објавени во зборникот на рускиот конзул Јастребов во Призрен и во првите два броја на Софискиот зборник на народни умотворби во 1890-та. За него и за неговата дејност, српскиот академик доктор Владан Недиќ пишува: Ниедна јужнословенска збирка на лирски народни песни, па ниту првата на Вук Караџик, не содржи толку страници и толкав број на антологиски текстови, каква што е книгата на Васил Икономов, што ја објавил во Солун во 1895-та.